From Ayurvedic perspective, fruits plus yogurt. I know it's a very popular combination leading to fermentation, bloating, gases in the gut. It's one of the most forbidden toxic combinations in Ayurveda. Дали само мене зборот токсично некако ми звучи претешко? Инаку овде се соочуваме со мит што звучи баш онако уверливо и драматично. Прво, ферментацијата, ако мислиме на она што се случува во цревата, е сосема нормален процес, посебно кога консумираме храна богата со растителни влакна и со природни шеќери, како што е на пример комбинацијата од овошје и јогурт. Второ, да, може од таквата комбинација да се создадат доста гасови, па дури и болни грчеви, меѓутоа не затоа што е токсична, туку затоа што некои луѓе се осетливи на лактоза и на фруктоза, посебно кога се искомбинирани заедно. Ако страдате од иритабилни или популарно наречени нервозни црева, комбинацијата од фруктоза од овошјето и лактоза од јогуртот или од кој било друг млечен производ, вистина може да биде премногу. Решението не е да се откажете од смути и од овошни јогурти, туку едноставно да користите јогурт без лактоза како овој на Алпско, јас многу често го користам за подобра дигестија, а и воедно нели да ги искористиме придобивките што ги нудат млечните производи. И да, милион пати сум кажал, во нутриционизмот нема ништо црно и бело, само научно оправданите факти ја покажуваат вистинската слика. Само што ова, ајурведата не е наука за храна.